40 дена по празнувањето на најголемиот христијански празник Великден го празнуваме Христовото вознесение или познато како Спасовден. Токму за овој христијански празник со отец Александар Крстановски ќе зборуваме во денешното издание на утринската програма Деница на телевизија Мега. Отец Крстановски, добро утро. И еве моето прво прашање на оваа тема ќе биде што го одбележува овој исто така голем христијански празник Спасовден, кое е значењето? Добро утро и голем поздрав до гледачите на телевизија Мега. На празникот Вознесение Христово или Спасовден го празнуваме вознесението на Господ Исус Христос на небесата, кое што се случило на 40-тиот ден по неговото воскресение. Нели самото свето писмо ни зборува за тоа дека Господ Исус Христос откако воскреснал, 40 дена им се јавувал на луѓето како воскреснат и им проповедал за Царството Небесно. Тука се два битни многу моменти. Едниот што Христос им се јавувал само на оние кои што верувале во Него, што значи дека воскресението Христово не е само обичен спектакл, пак сега Христос да сака преку тоа што ќе им се покаже како воскреснат, да ги натера да веруваат во Него, туку предуслов за тој да им се јави како воскреснат е нивната вера во Него. А вториот момент е тоа што тој им зборува, како што бележи Светото Писмо, за Царството, им зборува за Царството Небесно. Им зборува за она што преку целата негова проповед во Светото Евангелие, тој им зборуваше, им го ветуваше, им го откри начинот како да го променат својот живот, како својот живот да го усогласат со евангелските заповеди, за да го достигнат тоа Царство Небесно, но и практично им го овозможи преку неговото воскресение, нели, откако умре како човек, како Бог воскресна и на тој начин ни го овозможи и нам патот, ни го отвори кон Царството Божјо преку единството со Него. Единството со Него, како што многу пати е нагласено, се остварува преку светата Евхаристија, преку соединувањето со Неговото обожено тело. По овие 40 дена Господ Исус Христос се вознесе на небесата и тоа го одбележуваме на празникот Спасовден. Зошто се нарекува празникот Спасовден или Свети Спас? Затоа што со тој празник завршува спасителното дело на Господ Исус Христос како човек на земјата. Секако Господ Исус Христос постојано работи на нашето спасение, постојано, фигуративно да се изразам, ние подава својата рака за ние да се спасиме, да се соединиме со Него, да влеземе во Царството Небесно. Меѓутоа, на празникот Спасовден завршува неговото спасително дело како човек тука на земјата, кое што започна, нели, ако почнеме од самиот почеток, откако се огреши Адам, а преку него и целото човештво, во Адам се идентификуваме сите, ние па потоа Бог, нели, го подготвуваше човештвото за Христовото доаѓање и земното спасително дело на Христос како човек, како Бого-човек попрецизно, бидејќи беше вистински Бог и вистински човек, започна, нели, со неговото раѓање, она што го празнуваме на празникот Божи, или претходно, ако сакате, со празникот Благовештение, кога се овоплоти преку Светиот Дух Синот Божи, подоцна се роди преку Пресвета Богородица, потоа продолжи преку празникот, преку Божик, нели го спомнавме, потоа празникот Богојавление или крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител, потоа ги имаме натаму Господовите празници, преображението кое што се случи непосредно пред неговото распнување и воскресение за Христос, покажувајќи им ја божествената природа на апостолите. И повторно, ете тука можеме да направиме еден линк со тоа како чудата им се откриваат на оние кои што имаат вера. Христос ги повика за преображението
за да се преобрази пред нив најверните негови апостоли, затоа ќе зборуваме подетално кога ќе зборуваме за празникот преображение, па подоцна преку воскресението, за да дојдеме до овој последен празник во годишниот циклус поврзан со од Господовите празници, Вознесението Христово, и затоа е наречено Спасовден, бидејќи се завршува спасителното дело на Господ Исус Христос тука на земјата. За подоцна, за после 10 дена, да им го испрати Светиот Дух на апостолите, она што го празнуваме на празникот Духовден, и да се случи тој роден ден на црквата преку Светиот Дух, да ни се овозможи нашето единство со Господ Исус Христос и преку тоа здобивање на придобивките кои што ги имаме од неговото спасително дело, придобивките кои ги добиваме соединувајќи се со неговото обожено тело и крв на литургијата, на кога ја примаме причеста на светата Евхаристија. Инаку празникот Вознесение Христово или Спасовден секогаш паѓа во четврток, бидејќи секогаш е на 40-тиот ден по Воскресението Христово, бидејќи самото Вознесение се случило тогаш, а секогаш броејќи од недела 40 дена, секогаш 40-тиот ден е во четврток, и токму до празникот Спасовден ние се поздравуваме со најрадосниот христијански поздрав, а тоа е поздравот Христос воскресе. Токму така, мислам дека во најубави црти го опишавме значењето на овој убав христијански празник. Кои се придобивките за самото христијанство, за луѓето кои што припаѓаат на христијанската религија, кое е токму за нив значењето и придобивката, имајќи го овој празник Вознесение Христово? Догма на црквата и вистина на црквата е дека Христос се вознесе на небесата како човек, бидејќи тој како Бог секогаш и припаѓаше на небесата, не се оддели од небесата, тоа го учи христијанската догматика. Зборуваме за небеса не како ова физичко небо кое што го гледаме над нас, туку небо сватено во духовна смисла. Но Бог, Христос, се вознесе како човек на небесата, или попрецизно како Бого човек, иако, како што реков, секако како Бог, не ни престана да биде на небесата. А со тоа, човечката природа за секогаш остана соединета со Бога. Второто лице на Света Троица, Синот Божи, за секогаш остана соединет со човечката природа. Човечката природа која што ја седе на себе, за секогаш остана обожена. Та ние понатаму, причестувајќи се со истото тоа тело, неколку пати тоа го имаме разговарано, нели? Причестувајќи се со тоа обожено тело, кое што го примаме на светата литургија, на светата Евхаристија, принесувајќи го лебот и виното кои што се претвараат во вистинско тело и вистинска крв на Господ Исус Христос, она што Христос ни го остави како залог на тајната вечера, ние се соединуваме со тоа обожено тело кое го прими Христос и кое за секогаш остана соединето со второто лице на Света Троица, со Синот Божи, и така ние придобивките од целото спасително дело на Господ Исус Христос, преку Евхаристијата, преку причестувањето, преку соединувањето со Него, се наши лични придобивки. И така ние се обожуваме, така ние го примаме се повеќе и повеќе Бога во себе, преку несоздадените Божи енергии, преку Божјата благодат, значи преку светите тајни, првенствено преку светата Евхаристија, изворот на сите свети тајни, од друга страна и живеејќи според она што Христос ни го остави во како заповед, така да се изразам, во светото Евангелие. А токму тоа единство наше со Христос во Евхаристијата, претварањето на светите тајни, секое дејство на Божјата благодат, ни се овозможи пак
преку слегувањето на Светиот Дух, она што ќе се случи, што го одбележуваме 10 дена после Вознесението, ето е на празникот 50-ница, бидејќи 50 дена после Воскресението Христово, или духовден поради слегувањето на Светиот Дух, или Света Троица, бидејќи ни се открива и третото лице на Света Троица. Бог му зборуваше на човештвото во Стариот Завет, Христос проповедаше во Новиот Завет, го изврши спасителното дело, а сега Светиот Дух слегува врз апостолите и го возможува тоа светотаинско единство, и затоа уште се нарекува и Педесетница и роден ден на црквата сватена како единство. Отец Крстановски, јас ви благодарам за учеството и во ова денешно издание на утринската програма со нова тема. Наредниот разговор наредната недела ќе се видиме повторно. Секако ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со отец Александар Крстановски. Разговаравме за големиот христијански празник Спасовден и секако да ја искористиме приликата утрешниот празник да им го честитаме на сите православни христијани, а воедно честито име и на сите кои што слават и имен ден.